Добро вечер со Кот. Сте се запрашале ли каква храна јадете? Дали она што го купувате и што ќе го испечете или сварите дома соодветствува на декларацијата? Читате ли кога е произведено? Кот провери дали македонците навистина здраво се хранат и дали буџетот им го дозволува тоа. Често пати се случува месото да мислиме дека е тазе, а пројата вкусна, но навистина ли е така? Последната афера со пченкарното брашно од Србија покажа дека тоа не било квалитетно. Дали навреме беше откриено? Во Македонија сега нема српско пченкарно брашно ниту за лек, меѓутоа има производи од тоа брашно пакувани овде во Македонија. Маја Јовановска запраша дали се заштитени потрошувачите, дали навреме се сигнализира дека производот не е добар, колкав е патот од контролата до реакцијата. Ова е афлатоксин, опасен отров кој ако се внесе во поголеми количества, за кратко време може да предизвика од стомачни тегоби па се до смрт. Се наталожува на житарици, апетисани, па дури во млекото и во месото. За среќа видлив е и со голо око, но во Македонија влезе не во грамови, не во килограми, туку во тони. 40 тони пченкарно брашно од Србија со афлатоксин минатиот месец ја помина границата царината, а 2 тона беше распоредено на рафтовите во продавниците. Како е можно опасното брашно да се просее низ контролите и да влезе директно во релните на домакинките? Кога стигна таа информација дека во пченката зборам со потекло од Србија, од оваа реколта се утврдени повисоки количини на афлатоксини, тоа кај нас го запали светлото за да ги зголемиме контролите во тој дел. И морам да кажам дека ние тоа го направивме, делот на пченката и беше сосема во ред, бидејќи резултатите беа добри, меѓутоа ние отидовме чекор понапред да го испитаме и производите од пченка, односно пченкарното брашно, и токму тамо сушност се покажа зголеменото присуство на афлатоксин. Што значи дека пратката легално беше влезена, беа направени сите контроли, меѓутоа у моментот не беше испитана на афлатоксин. Брашното беше повлечено во рок од 2 дена, но веќе беше предоцна. Се замесија пити, се изнаправија гевреци, прои паленти. Пола од пратката беше се уште на местото на истовар, а другите количини беа повлечени во рок од 2 дена од целата територија на Република Македонија, што беше навистина една брза реакција за да тоа се повлече од пазарот. Анализите на сите видови прехранбени производи во најголем дел се вршат во оваа лабораторија на Институтот за храна при Ветеринарниот факултет, а втората е во Институтот за јавно здравје. Двете се најсовремени лаборатории, но сепак направен беше голем пропуст. Искрено не можем да ви кажем зошто бевме доведени до таква состојба, бидејќи све би се свело на шпекулации. Но откако искочи во јавноста проблемот со пченката и производите од пченка во Србија, Агенцијата за храна и ветеринарство покрена поригорозни контроли и реши да сите мостри такви сомнителни за микотоксини од тогаш ги праќа овде во Институтот за храна. Контролата на увозните производи се врши на царина. Производите не смеат да се пуштат во промет се додека не заврши контролата. Кога се земаат мострите на граница, кога се праќаат на анализа, инспекторот секогаш дава решение на увозникот за забрана на пуштање во промет до добивање на резултатите. Што значи дека увозникот е тој на кој што паѓа теретот на одговорноста, дека не смее да пушти пратката во промет додека не ги добие резултатите кои што нормално треба да бидат соодветни. Ако збориме за домашното производство, тогаш или во фабриките, најчесто каде што се произведува или се преработува храната. Но сепак инспекторите имаат право и да при секоја рутинска контрола во маркетите, во прометот, да земат мостри и да ги донесат кај нас. По аферата српско брашно во продавниците немаше ни за лек. Продавачите не криеа дека брашното е повлечено, но затоа нудеа македонски производи. Ова брашно кој го купи во еден познат ланец продавници носи наслов од македонски производител, но на декларацијата пишува дека е произведено во Србија. Не се сомневам дека брашното поминало низ контролите,
но сепак се уште немам доверба дали брашното е со или без афлатоксин. Сите увозници на пченкарното брашно, без разлика дали е тоа пакувано уште од производителот, она килско или 2 килско пакување, или пак увозниците на рефус брашно во вреќи од по 20 на кила, сите се во искош и сите подложат на контрола на граничните премини и по откривањето на афлатоксините на контрола на терен. Конкретниот случај беше токму во делот на увоз на рефусно брашно и кај нас соодветно препакувано во соодветен одобрен објект за таа намена. Мелничарите не веруваат дека декларациите на производите се доказ за квалитет или што би се рекло црно на бело. Тие спровеле и своја истрага. Имаме сознанија наши кои ги пласиравме исто така преку Стопанска комара до Министерството за земјоделие дека робата што влегува од Србија не одговара на декларацијата. Не одговара на декларацијата на производот, не дека не е квалитетен за употреба, не одговара на декларацијата. Со самото тоа, домашниот купувач се доведува во заблуда. Брашното од Србија не само што беше опасно, туку ги одри по джеб бизнисмените. Увозно брашно, а сепак поевтино од македонското, кој тука се произведува. Се соочиме со еден проблем од нелојалната конкуренција. Тоа значи увоз на српско брашно кое се продава, пласира на македонскиот пазар по поевтини цени од цените на истото брашно во Србија. Значи ние реагиравме овде во кај министерот за земјоделие и наидовме на разбирање. Сега се преземат мерки да таа состојба да се надмине. Ние бараме фактички да се заштити по однос на квалитетот на производот и на цената. Требаше да се случи овој огромен пропуст кој може да биде опасен по здравјето на луѓето за да се вклучат алармите. Затоа од минатиот месец не поминува увозен производ без да се изврши анализа на храната. Бројот на мостри кои се носат е многу позасилен, така да се носи пченка, пченкарно брашно, палента, гриз, смоки, сите видови производи од пченка кои се потенцијално опасни од микотоксини, но истовремено се носат и други, не само пченкарни производи, туку кафе, граф, суви смокви, суви сливи, урми, сите оние производи од растително потекло кои им дозволуваат на муглите да растат и да произведуваат токсини и понатаму да бидат потенцијално опасни по здравјето на луѓето. Српското брашно беше последната пратка со опасни токсини која влегла во Македонија, но во изминатите години тони и тони ризични прехранбени производи со сомнителна содржина и квалитет стасале во царинските складишта. Суви сливи кои беа исто така увезени и пласирани во маркетите на нашата територија, тоа беа производители од Србија и ги одземаме и ги уништиме. Исто така можам да кажам дека ние откривме и дислоциравме, односно уништивме преку 11 тони или 11 литри вино кое беше пуштено во продажба во нашите маркети без да се претходно направи физичко-хемиска анализа. До Агенцијата за храна и до Организацијата за потрошувачи стотици граѓани реагирале дека наместо вкусно и квалитетно да се најдат, добиле храна со изминат рок, мувлосена или со изменета боја. Недобро означувањето на адитивите, недобро означувањето на потеклото на храната, од каде доаѓа, од кои земји, или, например, недобро означување на составот на самите тие производи. Дали се работи за млечни производи, производи од млеко, дали се работи за растителни производи. Вие мислите дека купувате млечен производ од млеко, всушност купувате растителен кашкавал. За минатата година имаме некаде над 150 представки, што е повеќе од претходната година. На секоја поединечна представка одговараме, искачаме на терен, правиме увид, правиме информација и ја испраќаме до соодветниот подносител за резултатите од представката. Купувачот е секогаш во право и на прво место. Така барем треба да биде кога треба да плати за тоа што го купил. Но кога ќе дојде дома, сваќа дека понекогаш е на последно место во ланецот, од нива до трпеза. Во таков случај, вие како потрошуваш сте незаштитени. И ако сте конзумирале такви производи, вие многу тешко ќе докажете, тие се потрошени индивидуално. Значи, индивидуално вие тешко ќе докажете. Нити имате фискална сметка, нити ќе докажете дека сте купувале во таа продавница толку производи. Она што се знае дека таа продавница продава толку и толку такви производи. И додека граѓаните негодуваат, одговорните од институциите тврдат дека јадеме безбедна и контролирана храна,
Дури и бананите понекогаш одат на уништување во Дрисла. Ние уништивме околу 90 тони банани од Еквадор заради несоодветен квалитет, мувли и плесни, кај што произведуваат токсини и тие токсини може да предизвикат здравствени пореметувања кај луѓето и од тие причини ние ги уништивме. Генералниот заклучок е дека храната што ја јадеме е безбедна. Може би било подобро да прашате колку квалитетна храна јадеме, затоа што гледате дека на пазарот можете да најдете салами од 120, 130, 150 денари, што е нелогично ако земете в предвид дека кило месо кошта 250 денари па нагоре. Пари на рака, мара за рака. Не за џабе вели народот. Ако платиш подебело, ќе јадеш и поквалитетно. Сиромаштијата ги тера луѓето да го ценат секој динар, иако знаат дека има месо и за 200 денари и за 500 денари. Што најчесто купувате? Најевтино што е тоа. Задоволни сте од квалитетот на месото кај нас или? Не. Ни од цена, ни од квалитет. Си бираме, секогаш ни даваат она што сакаме, али за тоа го плаќаме. Големите судски случаи во кои потрошувачот го добива спорот со познати прехранбени гиганти го има најчесто во Америка. Кај нас не се случило. Поединец да тужи фабрика за неквалитетен производ. Кај нас не е познат class action, како што е познато во Америка, знаете, кога се приклучуваат сите и тоа се добива тужбата. Кај нас и во Европа е повеќе групна, group action, фактички за групата, вие ги тужите за таа одредена група потрошувачи, тоа и во нашиот закон. Меѓутоа, вие морате од секого индивидуално да ви потпише и мора да одите, ако одите пред суд со адвокат или мора да имате вработено лице со правосуден испит, во Организација на потрошувачи на Македонија, за да може да ја застапува. Во тој случај кажувам дека сите трошкови за тужбата треба да ги сноси потрошувачот со оглед на тоа дека ние немаме средства и заради тоа што индивидуално, иако во група ги застапуваме сите нивни барања. Кај нас не се случило ни потрошувачите да се обединат и заеднички да излезат на протести, да кажат дека им е доста од убава амбалажа, а сомнителен квалитет. Ни македонските производи не секогаш ја минуваат црвената линија поставена од земјите од Европската Унија. И наши производи биле вратени од границите. Ние имаме повраток на неколку пратки од трпезно грозје. И имавме уништување на една пратка на домат од Кочанска оранжерија. Производителот која ќе третира со одредено средство за заштита на растението, мора да ги почитува периодот на каренца. Тоа е период кај што вие не смеете плодот да го берете. Но од силна желба да дојдеме до побргу до средства, некогаш 2-3 дена порано се бере плодот и тогаш ќе се појави во производот недозволена количина на пестициди. Македонија не може да произведе ракета за во вселената, но земјата сигурно може да роди вкусни плодови. Македонските земјоделски производи се и треба да останат адут за освојување на европските пазари. Но прво да се пополнат дупките во домашните потреби. Македонија произведува околу 250.000 тона пшеница, а потребите се околу 400.000 тона. Годишно третира, обработува 100.000 хектара со пшеница со сите преземени агротехнички мерки, семенски материјали, вештачки ѓубрива. Наместо да се произведат по 2,5-3 тона, што значи 250 тона, ќе произведуваме 4 тона, 5 тона и ќе произведеме 400-500 тона и Македонија нема дефинитивно да биде увозно зависна. На запад, пред се во Америка и Канада, многу често храната и нејзиниот квалитет се тема на филмски истражувања. Често документарци ќе ги изненадат, но и шокираат луѓето за начинот како се произведува нивниот оброк. Но кај нас таквата свест е далечна и непозната. Имаме еден проблем што ние во Македонија имаме уште да ја дорегулираме таа регулатива и многу големи кампањи, едукација на децата, на граѓаните, на многу од нас што значи правилна исхрана, како треба да се купува, како треба да изгледа производот кој што би требало да биде спакуване, а да не е оштетен и тие да интервенираат, односно да не ги купуваат. Домашно и органско. Ако купите теле од овој човек ќе помогнете на американскиот сточар, а месото што не ви треба ќе го продадете на соседите. Ова е пораката на овој американски документарен филм кој има и слики со убиство на една крава, но и порака дека домашното треба да се почитува и троши, наспроти новата генетски модифицирана храна. Код провери дали оно што го пишува во декларацијата на вистина е така. Затоа купивме пиле. На него пишуваше рок на траење.
меѓутоа не го пишуваше датумот на производство. Го испековме пилето, го изедовме, за да провериме дали е тоа квалитетно, што му недостига. Анализите покажале дека честопати во Македонија се увезуваат штетни производи. Секоја храна која доаѓа однадвор не е квалитетна. Но колку чини овој бизнис? Освен нафтата, храната е најскапата работа во светот. Колкави се црните пари во прометот. Ваквите слики можеме слободно да ги наречеме архива. Во Македонија во моментот постои само една фарма за кокошки, ама не ова што ја гледате. Слична ознака архива може да употребиме и за овие слики од свињарските фарми, кои поради скапите цени на сточната храна замираат. Македонија некогаш произведувала и над 1,5 милиони пилиња годишно. Сега во единствената фирма АБС Пилко се колат до максимум 30.000 бројлери месечно, што представува помалку од 2% на годишната потрошувачка на пилешко во Македонија. Останатите 98% се увезуваат од странство. Пред 3 години се потрошени околу 20 милиони евра за увоз на пилешко. Проблем со домашно производство кој во Европа го решавале со години, со субвенции. Ние каскаме за Европската Унија во ефикасноста на производството и воопшто во одржливоста, значи задоволување на сопствените потреби. Ама кога тоа го правеше Европската Унија, тоа беше некои 30 на години наназад со протекционистичка политика во која што пазарите на Европската Унија беа заштитени. Во свињарството, скапата храна го десеткуваше сточниот фонд. Почна природата со суша и поплави, се намали производството на јачмен, а се зголеми цената на сточната храна. Ние се соочивме со два проблема. Прво, немаше доволно количини на сточна храна и второ, цената беше неприфатлива за нас. Меѓутоа, кога треба нешто да окупиш, мора да окупиш, па макар направили загуби. Од јануари до септември месец 2012 година правевме негативна разлика по продаден товарник околу 2000 денари. Тоа ги поскапе домашните свињи, а отвори голем простор за трговците кои од страна носат поевтино свинско. Голем број од фармите ги намалеа своите капацитети и една од најголемите фарми што се занимава свинско месо, исто така скоро од 60 до 70.000 свињи годишно производство падна на 30.000. Моменталната цена на свинското увозно месо е околу 100 динара килограм, а нашо е 120. Што значи во брзо време ние треба да чекаме намалување на цената на нашето месо. Што значи тоа пак катастрофа. Но што се увезува? Жив добиток морам да ви кажам дека се увезува многу малце, многу. Се случува да од време се увезат живи говеда, исклучиво наменети за колење и тие беа увезувани некаде од Романија или од Полска. Во делот на месото доаѓаат претежно свежо месо како заклани цели трупови и ако мислите на тоа, тие доаѓаат претежно од Австрија, од Германија, од Србија и понекогаш и од Полска. Во целата таа игра Македонија има проблем со контролата. Мал пазар, а скапи лабораториски анализи. Сакаме да јадеме квалитетно и во моментот јадеме квалитетно, меѓутоа, за да се направат сите контроли чини многу. Тоа е болката на малите пазари и малите држави и едноставно не можеме да избегаме од тоа. Тоа им отвара простор на оние што увезуваат да се поиграат со правилата. Главен проблем не е лошата и неисправна храна, туку квалитетот и она што се декларира како производ. Во нив не се кажуваат сите информации, па потрошувачот може да плати повеќе отколку што треба. Често има замрзнато, па одмрзнато месо кое се продава како свежо. Ние може да сознаеме, например, ако неквалитетно месо е узложен малопродажба, пошто се занимаваме не со производство и може да и органелептички да видиме дали е тоа месо свежо или замрзнато па одмрзнато. Такви случаи имало. Увезено како смрзнато, па одмрзнато и умало продија. Ние никако не можеме да бидеме конкурентни на тоа месо. Не може да се установи со валидни, точни методи да докажеме сигурно 100% дека месото било одмрзнато па замрзнато. Замрзнато па одмрзнато. Тоа ќе мора да го решат надлежните инспекции. Факт е дека се работи за мощно профитабилен бизнис и бизнис каде што компаниите, не зборам во Македонија, меѓутоа во светски рамки, доста често се одлучуваат на одредени манипулации, бидејќи заработката е голема, меѓутоа казните не се толкави како за одредени забранети супстанции.
Код со помош на произведувачи ја пресмета цената на едно македонско свежо пиле за вашата трпеза. Се почнува од малото пиленце кој чини 25 денари. За да порасне и да стигне до редната, му требаат 48 дена, а за тој период ова мало жолто пиле ќе изеде 3,5 килограми храна во вредност од 86 до 100 денари и ќе се претвори во бройлер тежок околу килограм и 250 грама. До сега се потрошени 125 денари. На тоа треба да се додадат 15 на денари за витамини, вакцини, работ на рака, светло, простор и уште 30 денари за колење и амбалажа. Вкупно пилето чини 170 денари. Сега одиме во спротивна насока. Натрешните органи се издвојуваат и тие чинат околу 15 денари. За секое заколено пиле, фармерот добива 30 денари субвенција и така цената доаѓа до 125 денари за пиле, без ДДВ од 5% и без заработката на фармерот и на трговецот што ќе го продаде. А во продавница може да најдете увезени пилења некаде и по цена од 120 денари, што е помалку од субвенционираната цена на македонското пиле, која ја губи битката со странското. Код се обиде да купи домашно пиле. Проверивме во два големи маркети, каде и покрај рекламите за домашно пиле не успеавме да најдеме. Имаше хрватски, српски, словенечки, грчки, бугарски и свежи и замрзнати. На сите имаше декларација со рок на траење, но никаде не пишуваше датум на производство. Македонските безбедносни правила се менуваат и многу скоро. Овие денови ќе мора да се декларира се на производот. Сега веќе во месарниците, во касапниците, секое парче месо мора да има декларација на која пишува од која фарма потекнува, кој е собственик, идентификациониот број на фармата, на грлото, во која кланица е заклано. И автоматски со тоа кога ќе видите декларацијата, вие знаете дека тоа грло е заклано, не знам, во Гостивар, во Велес или во Штип. Ако нема декларација, не би требало да го купувате затоа што е веќе сумнително. Се чудевме како странските ги победуваат македонските пилења. Купивме две, едно свежо, едно замрзнато, да ги пробаме. На свежото, кое доаѓа од поранешна Југословенска република, сега членка на Европската унија, забележавме нелогичност. Стоеше дека е спакувано на 1 февруари со рок на траење до 5 февруари. Ама бидејќи го плативме на 2 февруари, нејасно беше како пилето било спакувано, ставено во камион, поминало над 800 километри и било наредено на рафт во македонска продавница за период од само 24 часа. Како толку бргу е завршена контролата на квалитетот и здравствената исправност на тоа пиле. Роковите за свежото месо се пропишани во законот и тие се точно одредени за одреден тип на производ. Значи за пиле свежо заклане не може да биде повише од 5 до 6 дена. Ние сметаме при увозот се пушта робата директно да дојде до потрошувачот, а потоа стигнуваат резултатите. Брзо прелетало, но сепак како поевтино. Од познавачите на бизнисот слушнавме многу интересни сомнежи. Прво дека на замрзнатите пилења им се додава вода која не е штетна во исхраната, но ја зголемува тежината на пилето и заработката при продажбата. А во свежите пилења во делот на градите, кои се суви, се вшприцува прехранбен гел. Сето тоа не се декларира, а ја намалува цената на увозното пиле. Не, значи нема такви случаи, нема она за повише да трае свежото пиле. Шпекулативните работи како што се количеството на вода или дали тоа пиле пилешко месо или е месо од стара живина, значи декларирањето на производите или сите други како да кажам мамења на потрошувачите, тоа оди на душа или на цена на трговците и трговијата. Секогаш трговијата ќе се обиде да купи што поевтино, а да продаде што поскапо. Пилињата на Код ги отворивме. Кај свежото, освен чудниот датум, видовме едно дупче кој ни личеше на убот од шприц. А смрзнатото пиле го одмрзнавме. Нормално се ослободи вода. Овие параметри се регулирани со правилници за квалитетна храна, но најчудно е што во декларациите пишува без вода и без адитиви. Овие сомнежи се невозможни за докажување и затоа остануваат да лебдат во сферата на шпекулации. Шпекулации во однос на хормоните и хормонските третмани кај пилињата секогаш имало и ќе има, меѓутоа многу малце од нив се докажани. Дали тоа е клучната предност во цената и во намалувањето на интересот за одгледување стока? Има и друга финта. Сите странски произведувачи
Во Македонија го користат слободниот пазар без проблеми, но македонските извозни прехранбени продукти се оптеретени со контроли кои отежнуваат тие брзо да се најдат на пазарот, како што странското пиле успеало да стигне до македонски купувач. Ако во Европската заедница во годината реколтата на пипер потврли, тие ќе го купат сиот пипер од Македонија, дали е скапан, дали има микотоксини, дали е ваков, дали онаков, бидејќи им треба за преработувачката индустрија. Обратно, ако во Шпанија се произведе добра реколта, тогаш ќе воспостават додатни 100 анализи што треба да ги исполни нашиот пипер, меѓу другото не знам какви, кои што ќе го поскапат нашиот извозен пипер и нема да биде конкурентен на нивните пазари. Значи тоа се трговски игри. Проблемот може да се решава од почеток. Прво со одгледување на домашни животни за кои мора да се увезува и скап семенски материјал, како за говеда. Оние видни сорти кои ги увезуваме за да го зголемиме производството на млеко пред се, па и приносите ако сакате на месо, ние увезуваме сперма од надвор. Голем процент се увезува од Турција, значи од Србија, од Холандија, од Германија, меѓутоа ви кажувам дека од аспект на безбедност, од аспект на квалитетот на спермата се исполнети сите стандарди. Потоа да се обрне внимание на сточната храна која почнува со зрното. Целата филозофија е во производството на зрнатата храна. Доколку Македонија произведе ефтино зрно, тогаш ќе имаме и ефтино месо, и ефтино брашно, и ефтино јајце. Значи, целата филозофија е како Македонија да дојде до производство на таа сточна храна. Субвенциите се добри, но мора уште повеќе да се вложи, да се искористат стоковите резерви, а и да се развива културата на потрошувачите, да се купуваат домашни производи. Секој производ мора да биде обележен со македонското сонце. И не треба да дозволиме, мораме од раните денови, од семејството, од образованието, да ги едуцираме нашите потрошувачи, нашите членови на семејството, дека мора само здрава храна да направи здрава генерација и здрави луѓе. Ако не се субвенциите, јас одговорно тврдам дека минимум 50% од земјоделците нема да се занимава со земјоделие. Затоа што земјоделството е непродуктивна гранка или во некои сектори нископродуктивна. Во подеме и производството на генетски модифицирана храна, која секогаш е поевтина од природната. Ама на крај се останува во рацете на купувачите, кои треба да ги видат декларациите да откријат дали јадат она што го плаќаат. Во меѓувреме пилињата на кот излегоа од рерната, топли и убави. Свежото, купено тежеше килограм и 124 грама, испечено беше за 27% полесно. Кај замрзнатото, тоа калирање на водата беше уште поголемо. Цели 35% помалку од пиле тешко килограм и 300 грама, остана 850. Невообичаено, но се најадовме, иако за жал не со македонското пиле, кое станува вистинска реткост. Купувајте македонски производи. Оваа реклама долги години се врти во македонските медиуми. Но што да купиме? Дали во Македонија се произведува вистина доволно храна за сите потрашувачи, кога правиме увоз и на пченица, и на месо, и на пилиња? Даниела Такева замина во Малешевијата, кај семејствата кои се индивидуални производители, да видат дали можат да го продадат она што ќе го произведат со назнаката здрава храна. Дарот од природата, спакуван по старите рецепти, љубоморно чувани од мајките и бабите, се главното мени за случајните гости, но и за туристите на популарното малешевско бачило Клепало. На надморска висина од 1400 метри, ова бачило е мека за туристите и синоним за Малешевијата. Ако сакате да ја почувствувате Малешевијата со поглед, но и да ја вкусите старата традиционална малешевска кујна, тогаш бачилото е вистинската дестинација. Нашите домаќини велат дека овде се што дала природата е здраво и чисто. Со храната нема манипулации и наместени реклами. Живеам тука во бачилото, тука си живееме, тука си се работиме, стоката ја чуваме, си производиме домашни работи, садиме, градини, се си производиме, што ни е потребно. Ретко одиме на пазар ептен, веќе што не можем да произведем.
Иначе тука и се трудиме да може да е чисто, здраво, прво за нас, а после за сите, за гостите. Ова месо купено ли? Месото скоро сме заклали прасе. Од него е месото и това е малку осолено, во каче, дрвено. Значи не го замрзнувате? Не го замрзнуваме. Подготвуваме качамак од домашно пченично брашно. Не е купено, домашно и тоа туристите најмногу го сакаат. Брашното си е наш од домашно жито и го носиме на воденица дома в Берово, има на вода, на реката на вода. На неа го мелеме и си месиме. Во кујната на домаќинките се готви на големо. Се подготвува качамак, буламач, се пржи свежо месо од каче, се подготвуваат старински баници, сето тоа закитено со домашно овчо сирење и кашкавал, а залиено со природни сокови кои домаќините ги подготвуваат од шумските плодови. Најмногу имаме од Холандија, од Израел. Многобројни се и македонците, наши, а најповеќе странски имаме групи. Преку целото лето. Бугарија, Израел, сите тие места. Највпечатливо е што се задоволни од храната, бидејќи е се еколошки чисто, здраво. И со тоа мислат дека ќе ги убиеме со храната. Да, така велат. Бидејќи е се здраво, се вкусно. Па се сакаат домашни работи, да видат што не са вкусили на друго место, па сакаат тука да го видат. И месиме домашни старски баници, зелник, пити, секакви работи им правиме домашно се, црно лепче. Тетка Весела, како се прави специјалитетот беровски, што е многу популарен буламач? Па млекото се измаза од овците, па се стави да се свари. После се осоли и се остави да истине. И после се брка, секој дневно се разбркува така, за да не скисне одеднаш, него постепено и дојде некоја таква смеса нормална, убава. И толку е на него, само да се убаво фане. Овие луѓе процениле дека туристите го сакаат сето тоа што го изгубиле со годините на урбанизација. Сакаат да се вратат на традицијата, на старата и добра кујна, на недопрената природа и чистиот воздух. Прекрасна миризба од кујната на домаќинките и многобројните стари малешевски специјалитети веќе не мами да седнеме на трпезата. Овде, на Бачилото, клепало на 1400 метри надморска висина, домаќинките ги почитуваат и ги чуваат старите малешевски специјалитети. Доколку не сте ги пробале тоа веднаш, треба да го направите без страв од радиоактивни брашна или различни пестициди. Овде се е здрава храна. И дојдовме во Берово и во потрага по убава храна дојдовме до тука. Што ќе си купите, што ве петисаме? Па ќе си купиме сирење, многу убаво, овчо, со шмек на пиперка малце. Сметам дека е прекрасно овде, дека секој треба да дојде и да го посети Малешевскиот крај, кој е многу познат по производство на македонски убави сирења. Дека квалитетот на традиционалната малешевска кујна е уникатен и неповторлив, зборува и формирањето на конвивиумот Малеш во рамките на интернационалната мрежа Slow Food, во која има 100.000 членови од 153 држави, кои ја поддржуваат здравата храна. По 4 години дејствување во Македонија формирани се 13 ограноци. Малешевскиот конвивиум, формиран со поддршка на невладината Балканика, работи на промоција и зачувување на традиционалната храна како дел од оваа светска мрежа, а типичните специјалитети за овој крај како буламачот, компирот и сливата ќе претендираат да го освојат знакот на Slow Food. Секој од нас сака да јаде здраво, квалитетно, ама и ефтино. Но најчесто цените не ги диктираат оние што произведуваат, туку оние што тргуваат. Затоа внимателно. Ви благодариме што бевте и овој пат со КОТ.